Јас вечерва конечно ќе заокружам оваа тема околу материјализмот и не е ништо случајно, можеби што се зафати со ваква тема, ви реков од ова случка со Валам, може да се извлечат многу нешта. Ова е еден голем проблем кој што за жал е, ако мене ме прашате, а не е тоа само мој впечаток, можеби општ впечаток е дека и оваа трагедија во Кочани што се случи за жал беше заради пари. Тоа е заедничкиот именител, да кажам. Тешки времења навистина. Ако се сеќавате минатиот пат, читајќи во прво послание до Тимотеј 6 глава, ќе продолжиме и вечерва и ќе заокружиме таа глава, се велеше дека побожноста, некои го се ја сметаат побожноста како средство за печалба и советот од Павле до Тимотеј беше бегај од такви. За една друга група во денеска за малку ќе ми го украдеше воведот Елена, во второ послание до Тимотеј во 3 глава се сеќавате дека кажува ова, знае го дека во последните денови ќе настанат тешки времења. Зошто? И сега само двете први карактеристики ќе ги спомнам. И тоа не се залудно први спомнати. Зошто луѓето ќе бидат само живи и сребролюбци. Иако, ако читате до крај таму во 5 стих, што се велеше? Имаат, значи како се заклучува ова листа, имаат облик на побожност, а од силата се одрекле и што вели? Бегај од таквите. Бегај од таквите. Значи, тешки времења заради тоа што луѓето ќе станат такви. Меѓутоа, овие стихови, ако го имате во обзир тоа, значи затоа го спомнав облик на побожност, се однесува на кого? На побожните, кобајаги побожните под наводници. Тие ќе станат такви. Значи, не сме ниту пак ние имуни на материализмот и навистина е едно големо зло на денешницата. Значи, саможиви и сребролюбци. И вели бегај од таквите. Тие имаат само облик на побожност. И ја може да прочитам, мислам, многу е јасно, меѓутоа еве во другиот превод вели себелюбиви и сребролюбиви. Или во третиот динамичкиот превод вели себични, алчни за пари. Зарем не е тоа реалност? Ја не би навлегувал, иако би рекол дека навистина добро си ја вршат органите, барем државни до сега работата околу Кочанскиот случај. Ако вака продолжи, како што почна, ја можам да кажам дека оваа влада може да биде и најдобра до сега во Македонија. Посакувам да биде така. Да тргне нешто во некој поинаков правец, меѓутоа не знаеме. Но и сега не навлегувам во причини како што, меѓутоа ќе спомнам неколку работи, затоа што за мене сето ова има врска со пари. Прво, фалш лиценци дозволи. Зашто? За пари. Зашто друго? Регистрирано како кабаре, а работи како диско клуб или ноќен клуб. Зошто? За пари. Затоа што за кабаре се плаќа помалку. Продадени повеќе билети, односно рекоа дека биле 250 продадени, а оние рестото уште толку како влегле? Мислите без пари влегле? И тоа треба да има бројка на толку, затоа што капацитетот е толков. Значи пак заради пари, пусти пари. Еден куп малолетници внатре. Повторно за пари. Па дури ако го слушнавте сведочењето на оној едно време бил од Кочани човекот, дали бил шеф тамо на обезбедување некој од порано, рече го знам тој деко голем паролюбец, невиден паролюбец е вика. Ја му викав зошто пушташ малолетници? Ајде да продадеме некоја карта. Тоа беше сведоштво на човекот што работел таму. И тоа не е само таму, мислам, тоа е цела Македонија. Дури сега ќе видиме, па поготово овде кај нас. Концерти без договор, на црно.
Склучува, мислам, нема без договор, без ништо, на црно. Све е на црно. И сега требали тука да редиме во оваа наша Македонија има фалш дипломи, фалш докторати, фалш... И потоа имате фалш доктори, фалш професори, фалшова. И се е фалш. За жал. Имаше нешто што вчера и на Раде му го пратив на Фейсбук, ми излезе, вика, најопасни се оние кои што завршиле факултет, а немаат средно школо. Знаете што ова би значило. За жал. Тоа е нашата Македонија. Јас ако сведочам за мене, ова беше уште во социјализмот, за жал. А ова сега, како што е материалистичко време, уште повеќе и повеќе доаѓа до израз. И рекоа, системот не вреди, системот е таков, па системот кој го чини? Па ние луѓето. Ќе си земам за право довде да кажам дека секојаш која ние, а се случувало тоа, на секој од нас не се случило, да повикаме пријател, да не пуштат преку ред, да завршиме побрзо некоја работа, ние сме допринели за тој таков систем. Тоа е факт. Да не се задржувам сега, може би, мора да ви извадам телефонот, тој саат, на оној цитат од минатиот пат што го читав од Воспитување, меѓутоа ајде некои делови само. Кога Христос дошол прв пат на земјата, се чинило дека човештвото бргу се приближува кон својата најниска точка, дна, што велиме. Самите темели на општеството биле подкопани, па зарем не е исто време денес. Животот ја загубил својата содржина и станал извештачен. Све е вештачко. Потоа зборува за облик на побожност, значи лажна побожност, подигање на побожност, знаете како е ова време што има. Како што минатиот пат цитирав, никогаш повеќе верници, а никогаш помалку луѓе на кои што можеш да им веруваш. Тоа е времето во кое што живееме. И вели, луѓето заради таквата ситуација, значи нема едноставно попуштени се темелите, нема морал, нема ништо, се свртеле, вели овде, кон неверство и материализам. Исклучувајќи ја вечност од своите мисли, тие живееле само за сегашноста. Тогаш, а денес е уште побетер. Или овде на крајот вели, поимот за должност, за обврска на силниот кон слабиот, за човечкото достоинство, за правата на човекот е потиснат на страна како фикс идеја или безсмислица. Обичните луѓе се сметени како добиток за влеча, орудие и одскочна даска за амбициозните, за богатење. Почнаа да се стремат кон богатство и моќ, кон удобност и угодување на своите тенденции како кон највисоко добро. Обележи на тоа време биле физичка дегенерација, душевна затапеност и духовно мртвило. Иста слика како и денес. Махатма Ганди добро рекол, светот има доволно за потребите на секој човек, но не и за алчноста на секој човек. Тука е проблемот. Или Френсис Бекон рекол, парите се добар слуга, но лош господар. Тоа го знаеме, тоа е позната. А Ристо Крле, нашиот Ристо Крле рекол, парите се утепувачка. Сте гледале драмата? Јас сум ја заборел, меѓутоа е да ви малку да ви освежам некои сеќавања. Значи, станува збор за едно сиромашно македонско семејство, тамо негде во Струшко, Митре и Митреица, односно Мара, се вика жената, со син Ангеле и керка Ката. Сиромашни се и действието негде се одвива, односно започнало после Првата светска војна некаде. Значи, ајде да кажем 1900, не е 20, нешто под 20, затоа што кога Ангеле ќе се врати од печалба или од гурбет, како што се вели, тоа е некаде 35-6 можеби, затоа што самата драма прв пат била прикажена на Скопскиот театар 38 година. 1938.
Значи, како и да е, ангеле го праќаат на печалба, зменува за Америка. На гурбет. И место за пократко се задржал цели 20 години, и тие 20 години он праќа пари од таму. И овие малку се подигнале, направиле куќата, ја ожениле ката, керката. Ангеле, сега некој подолг период го нема, ни да пише, ни ништо. Он уствари се враќа, меѓутоа никој не знае се уште. Знаете тоа, какви биле тие патувања тогаш. Значи, од Струга па до Солун, па од Солун со брод. За Америка, да. Кој знае колку време се патувал. И сега после 20 години действието, значи овие се малку закрепнати, купиле своја нивичка, до тогаш ангеле, односно Митре, татко му работел на туги ниви, знаете како аргат. И овој се враќа, меѓутоа решава првин да сврати во домот на својата сестра, која што е сега мажена, има и керка и така натаму, кај ката. И сега тука има еден момент кај што нели разговараат околу Америка, он се фали дека таму има театри, паркови, едно друго, не е како тука, нели? Како денеска некој кој ќе се врати од западот. И вели во една прилика, ангеле, море, вели, биле се и ќе бидат парите од тепувачка. Јуда е парата. Запусти пари, човекот најмилото си го продава. Кој немал пари, секојаш бил раат, а кој ги има ништо да не му е, сам ке дума и лоши сониште ке сонува. Ја па се чудам зашто мирно спијам. И сега, ова е интересното, што тука додека е он кај својата сестра и сега таа му вели му предлага, пошто, пазите, не го виделе 20 години, значи тоа се други времења. А он слабичек отишел, сега се пополнил онака, мажиште, личи сосема поинаку. И сега му вели ката, сестрата. Ќе одиш, вика, дома, ама нема да се кажуваш дека си ти, туку дека си некој гурбет, чија му се расипал автомобилот некаде по пат, па сакаш да пренокиш, а овие често пати примале неговите дома на пренокиште, на тоа време како било, и он тоа го прави. А со него така поголем куфер и оноа куферчето, мало, полно со златници. Со златници. И оди дома, они сега почнуваат разговараат и овие му кажуваат, и ние имаме син, во Америка, синко си работел, па и ние имаме таму во Чикаго. Па вика, јас 5-6 години сум, вика, нашиот 20 години поминаа го нема. А еве и подолго време ни писмо пратил, ни пари пратил, ништо не знаеме што се случува со него, вика. Ке се врати, војде охраброви, ајде сега толку краток е муабетот и го пуштаат, го остава тој капотот, го закачува таму на закачалка и го остава куферчето тука и го испраќаат во собата. Мара го праќа таму, ќе му постеле за да си легне. Ој заспал, уморен, заспал. И Митре него трпи срце. Го нашел клучот во капотот, од куферчето, и го отвара. И кога видел, сега ќе видите како реагирал. Го отворил и пак веднаш го затворил и почнува сега разговор тука, вика, Маро, вика, вој нема шанси за толку кратко време вакви пари да печелил, веројатно убил некого, па му ги дигнал. И потоа пак го отвара и вели, вака вели, Митрејце, жено, што велиш? Мене ми се измеша умов. Тоа прават парите. Мене ми се измеша умов, вика, ова е пара. Пара не е играчка. Кој го натера врагот да дојде и ќе ме стави во некој греф. И он размислува, вика, не. Уствари и вели на својата жена. Овој сигурно убил некого, вика, и му ги дигнал парите. Сега вика, ја него ќе го убијам, ја ќе му ги дигнам парите. Ова сака да го спречи. Што правиш, вика, земи барем некоја, и така, и не му ни кажува, и ништо, заклучи некоја. Не, вика, не.
И видите какво е ова искушение. Пазите, ние сега читаме и ова малко и трагикомично, односно ова е трагедија. Всушност, меѓутоа, овие моменти се можеби и смешни, но како ние би реагирале, замисли си токава пара пред вас? То златници? Пазите, на патот тој преку Белград факел, па во Белград таму некој му викал, тука има банки, знаеш, банки. Македонија немало. Тоа било, тогаш Вардарска бановина, во српско. Вардарска бановина била Македонија. Вика, во Белград, во банка ќе го... Не, вика, татко ми вика, сакам да, знаеш, да му се пофали, да што заработи, да така натаму. И, навистина, ова големо искушение. Сетте се на Валам. Првиот пат не, вториот пат кога му доаѓаат, што му велат? Бланко чек, ако се сеќавате. Се што ќе посакаш, Валак ќе ти даде. Се што ќе посакаш. Тоа да ви го каже некој? Не знам. Големо искушение. И на Митре му се измешал умот од толку пари. И тоа златници, светат. Мара вели, отишол по секирата, готово. И Мара оди, вика, и клекнува пред иконата, Свети Никола Златен, Богородице мајко, што сега идеш, тргни му го на она лоша од главана, дај му дах светен и смири го да не направи будалија. Меѓутоа закаснила. Овој влегол веќе и го заклал. Сина си. Делото е завршено и сега утре се бали, они уште не се свесни кој е, ама се думаат, знаете, сега совеста ги мачи, разговараат меѓу себе. И Мара му вика, сега да видите дека не почнува се од жената денеска, Сара ја спомнавте, не знам, не е се. Мара му вели да му мислеше сношти пред да се стори, а сега е свршено, вика, се е свршено. Сега и се знае местото на душата твоја во пеколот. Како мене Господ не ме научи да го разбудам додека ти отиде по секирата, ами ѓаволот ми ја врза устава и паметов. Сега и јас заедно со тебе во пеколот, таму во казани обајцата ќе вриеме. За пари, бре, за пари да си ја ставиш душата в грев, се рекол зборот, мажот ќе направи, жената ќе трга. И јас сега заедно со тебе в пекол. После му вели, за секоја една работа, а поготово за ваква, човекот треба прво добро да размисли. А кога ќе размисли, нема да направи будалија. А ти не размисли. Откако ги виде пустите пари, очите како филџани ти станаа. Ти играа да му е страф на човек да те гледа. Може замислите, значи. Изразот на Митре. Многу пари. Искушение. И по договорот сега доаѓаат Ката, значи сестрата на Ангеле, со сопругот, со ќерката и веќе се слуша таму, се качуваат по скалите, а овој се исплашил, мисли дека жандармите, готово го нашле, осетиле, не знам, и жандармите идат. И видите што вели овде Митре. Еве сум, земете ме, обесете ме, јас не сум прва жртва на парата. Таман човек е речел, не сака повеќе, доста е и на животот крај. Пусти пари, пусти да би останале да би. На јаже го ставате човека, од јаже го сметињате. За пусти пари, за 30 жолтици, вели овде, така знаеле, и Јуда го предаде на евреите својот учител Исуса Христа за да го стави на крст. А после кога совеста го гризела, се обесил за врба и така самиот си го одзел животот. Мислење на време, сега и јас треба така. И доаѓаат овие, и кога се разбрало што се случило, жената Мара на место паѓа мртва. Удар, срцев. А Митре не можел да издржи ножот и право во срце. И тој паѓа. Парите се отепувачка. Па не знам дали е вистински, ама како и да е, тоа е. Наравучението е вистинско. Тоа е факт. Меѓутоа, не само македонците, луѓето не ја научивме, ние не ја научивме оваа изгледа сторија.
Може би, не знам. Не сум разбрал за тоа, може би. Да се подсетиме само на некои од стиховите. Филипјаните 4 глава, Павле што вели? Зборував минатиот пат за задоволството. Значи, 6 стих во прво послание до Тимотеј, 6 глава, 6 стих вели дека да, побожноста и е голема печалба, ама ако е придружена со задоволство. Минатиот пат зборувавме. Мора да ги поставиме работите во вистинска перспектива. Не материјалното право, духовното треба да биде право. Затоа што ние сме духовни битија, Господ не создал како такви, не можеме со материјални нешта да го подполниме тоа што му фали на духот. Духот мора да се храни. Се знае со што. Павле ни кажува пример него, Филипјаните 4:11 до 13, кај што и оној стих, се можем преку Христа кој ми дава сила. Во кој контекст е, да уште еднаш да се посетиме. Не го зборувам тоа заради скудност, зашто научив да бидам задоволен со она во што сум. Знам да живеам и во скудност, знам и во изобилство. Научен сум на се и во се што да бидам сит и да гладувам, да сум во изобилство и во скудност. И вели, се можем преку Христа кој ми дава сила. Значи, за Павле не играло улога околностите. Дали имал, дали немал? Не. Тој бил задоволен и кога имал, и кога немал. Затоа што бил задоволен во Бога. Се богател во Бога. Евреите 13:5 вели, нека вашето однесување биде слободно од сребролюбие. Бидете задоволни со она што го имате. Зашто тој рече, никогаш немате напуштам, ниту ќе те оставам. Едно големо ветување. Значи, колку имаш, биди задоволен во тоа, а Господ не те остава, Господ е тука. Господ ветил дека за основните работи ќе имаш. Ти најнапред барај го Божието царство и неговата правда. Значи, не е проблем изобилието, туку нашиот став кон него. И читавме и Псалм 62:10, вториот дел од стихот, ако ви се зголеми богатството, вашето срце нека не се прилипи кон него. Тоа е клучното. И минатиот пат ви спомнав, ги најдов после стиховите во Пословици се, значи тоа се зборови на Соломон, Пословици 30 глава 7 до 9, вели вак, за две нешта те молам, Господи, не откажувај ми ги доека не умрам. Оддалечи ги од мене суетата и лагата. Не ми давај ни сиромаштво, ни богатство, храни ме со мојот насушен леп. Ни едното, ни другото. Златна средина, средна класа, што сега ја нема, нели, тоа беше во некое друго време. За да не се откажам од тебе, значи, ако премногу се збогатам, ќе заборавам. Како Бог, денеска читавме за богови, така наречени. Откако ќе се наситам и да речем кој е Господ, или осиромашувајќи би крадел и би го онечистил името на својот Бог. Или би лажел, за да дојдам до пари, нормално. Искушение е едното, искушение може да биде и другото. И сите можат да сакаат да се збогатат. И сиромашните и богатите да станат уште побогати. Значи, желбата за богатство е опасното. Читавме минатиот пат во 1 Тимотеево, сега одиме 6 глава 7 и 8. Малко да побрзам, се задржав повеќе на драмата. Зашто ништо не донесовме на овој свет, ниту можеме да однесеме нешто, ако го имаме храна и облека, да бидеме задоволни со тоа, со основното нешто. И реков минатиот пат дека оној кој што го смета дека оваа земја не му е вечно пребивалиште, ќе биде задоволен со многу малку од добрата на оваа земја. Затоа што знае дека и така тука е наминување. Јов 1.21, што вели Јов? Излегов гол од мајчината утроба, какви дојдовме? Голи. Излегов гол од мајчината утроба и како се враќам? Гол се враќам таму, повторно. Или Псалм 49, 16 и 17. Не бој се ако некој се обогати и ако се зголеми имотот на неговиот дом. Кога ќе умре, што? Ништо не ќе земе со себе си и неговото благо нема да слезе со него. Такви доаѓаме, празни, со ништо си одиме. 9 и 10 стих. А оние кои сакаат да се богатат, тука е проблемот,
желбата, паѓаат во искушение, во стапица, во многу неразумни и штетни желби, кршат закони, односно не ги почитуваат и одат со мито и корупција си ги остваруваат своите желби. Видите, денеска сите сакаат лесна пара, па за чудо, малолетникот кој што бил фатен од полицајците, кои што биле во дискотеката за да видат дали има дилање на дрога, се спасил. Затоа што биле 4 полицајци и пронашле 16 годишник со марихуана. И овие, не знам зашто, троицата тргнале со него и го однале во полиција, остана само едниот полицаец, да ги легитимира и другите. И после се случува пожарот и знаете се случило дека тој 4-тиот загина, полицаец. Но моментот е 16 годишник со дрога, затоа што тоа е лесна пара. А и марихуана, марихуаната е ситница, се вртат тука и кокаини, и хероини, и кој знае што се не се врти во Македонија. Никогаш немало повеќе дрога отколку сега што има. Тоа е страшно. Малолетници. Неразумни, штетни желби, што ги туркаат луѓето во пропаст и погибел. Зашто сребролюбието е корен на секакви зла. Затоа се сведува на парите, затоа ја велам дека овој случај е поврзан само со пари и со ништо друго. Зашто сребролюбието е корен на секакви зла, нему му се предадоа, се отстранија од верата и се прободоа себе си со многу болки. Сеќавате ли на 4 почви, опишени во параболата во Матеј 13 глава? Третата почва, која беше? На пат, па на каменита почва, па третата беше со трњет. Што представува трњет? Да. Матеј 13:22 вели, а посејаното меѓу трње е оној кој го слуша словото, но грижите за светов и измамата на богатството го заглушуваат словото и станува неплоден. Нема плод. Измамата на богатството. Да, тоа како измамливо. 11-12 стих од 1 Тимотео 6. А ти, Божи човек, бегај од сето тоа. Ево, повторно советот. Стреми се кон праведност. Кон што да се стреми? Праведност, побожност, вера, љубов, трпеливост, кротост. Какви се овие квалитети? Што се овие? Карактерни особености, така? Значи, како беше, голи доаѓаме, голи си одиме, празни доаѓаме, празни си одиме, нешто ќе однесеме сепак. Карактерот. Тоа што тука треба да биде фокусот. Ништо од материјалното нема да однесеме. Карактерот е она. Значи, а ти, Божи човеку, бегај од сето тоа и стреми се кон праведност, побожност, вера, љубов, трпеливост, кротост. Бори се во добра борба на верата. Значи, Павле признава и знае дека тоа е борба. Борба е, па ние живееме во материјален свет. Парите се за да обстанеш, нели, потребни си така натаму. Меѓутоа, желбата за парите е страшна. И тоа е борба. Мора да се бориме. Со Божја помош, вели, бори се во добра борба на верата, зграби го вечниот живот. Остај го материјалното, зграби го вечниот. Не можеш и тоа и тоа. За кој си повикан и за кого си дал добра исповед пред многу сведоци. Карактерот е единственото нешто што ќе го однесеме. Тука треба да биде нашиот фокус. Привршувам. Се навраќа пак на богатството на богатите во последните некаде стихови. Првото Тимотео 6 глава 17 до 19. Вели вака: заповедај им на богатите на овој свет да не бидат горделиви. Сега овде има допирни точки со денешната поука. Добрите дела, сеќавате. Тоа е богатењето, тоа е вистинското богатство и богатење во Бога. Заповедај им на богатите на овој свет да не бидат горделиви и да не се надеваат на непостојаното богатство, туку во живиот Бог, кој ни дава изобилно се за наслада. Да прават добро, да бидат богати во добри дела, да бидат дарежливи и заедничари, да собираат за себе благо како основа за иднината, за да зграбат вистински живот. Како се богатиме? Многу јасно овде. Добри дела,
дарежливост, дека натаму. Знаете, Господ нам не ни ги бара десетокот и даровите затоа што на црквата и треба пари за да се заврши делото. Господ делото секако ќе го заврши. Па цело сребро и злато се негови. Го читаше тоа Љубица, и јас го имам тој дел од цитатот, не е битно. Ќе го повториме малку. Значи, Господ сака да бидеме дарежливи, да се учиме на дарежливост, односно да бегаме од себичноста и материализмот, затоа бара за да даваме, а не дека нешто, он не може да го заврши делото сега, без пари. Па апостолите како го свртеа светот? Да не имаа пари? Кој знае колку? Точно е дека изливањето на Светиот Дух што предизвика кај нив? Оноа заедничарење, како што вели овде, заедничарење. Па сите ги продаваа имотите и сите носеа тука, пред апостолите. На колку му треба, тоа е тоа. Тоа е дел од ширењето на Евангелието и успешноста во работата. Значи, да собираат за себе благо како основа за еднината, за да зграбат вистински живот. Тоа е вистинското богатење. И еве ќе го прочитам тој дел од Сведоштво за црквата, волумен 4, тука ги завршиме. Златото и среброто му припаѓаат на Господа и кога би сакал, би можел да направи тоа да паѓа како дожд од небото, но наместо тоа, тој го направил човекот свој повереник, доверувајќи му парични средства, не за да ги натрупува, туку да ги употреби на добро на другите. На тој начин, тој го направил човекот свој посредник кај благословите, кој благословите примени од него треба да ги дели и со останатите на земјата, воспоставувајќи систем на добродетелство. Тој сака човекот слично на својот Творец да биде милостив и несебичен и на крајот да биде соучесник со него во вечната и славна награда. Господ нека ни помогне, нека ни биде милостив, да научиме, да сватиме кој е и какво е вистинското богатење и кое е вистинското богатство. Никакви пари и ништо или имот не може да ни помогнат. Господ не е корумпиран судија, како мнозина овде во Македонија и ширум светот, па да можеме да подплатиме за да се протнеме некако таму. Не. Господ е праведен судија и затоа таму нема да вршат работа ни пари, ни злато, ни ништо. Господ бара да бидеме налик на Христа и да се трудиме да бидеме тоа, да му се молиме на Господа. Сите имаме ние некои фалинки, сите ние имаме некои недостатоци. Нека Господ ни биде милостив и нека ни помогне, затоа што како такви, ако останеме такви, нема да отидеме горе. Мислам, такви какви што не треба да бидеме. Значи, сега, јас лично, и мене мнозина ми имаат кажано, точно е дека сум нервозен, да. Поготово последно време имам причини зашто, ама со Божја помош сето тоа ќе се надмине. Некој има некоја друга слабост, трета слабост, ние не знаеме кој човекот ништо поминува во животот. Ние повторно го немаме тоа, како да кажем, заедничарење, заедништво, знаете, некој знаеме да си префрлеме некој збор или било што, ама не ни знаеме човек ништо поминува во живот. Така да, како што еднаш во пуката кажавме, Господ може дозволил тоа јас да го минувам, затоа што можам да го издржам. Ако ти би го минувал, може нема да издржиш, па затоа не ти го дал. Како што на мене не ми го дал тоа твоето, затоа што ти можеш да го издржиш, ја не можам. Господ најдобро знае, но карактерот е она на кое што треба да работиме и денес и кој зборуваше, ја не мислам, или кој зборуваше за тоа? Дека не става во ситуации Господ, за да се видиме самите себе какви сме, да побараме помош од Него, да се смениме. Затоа што тој не сака, еве следната сабота, предпоставам 111-та, меѓу другите песни ја пееме, можеби, јас идам таков како што сум. Ама Господ не сака да останеме такви какви што сме, туку да не направи Христолики. Нека Господ нека ни е на помош за тоа. Амин.